Почитувани, добре дојавте. Во овие денови на празнична магија време е за емисија со оние кои заслужуваат многу повеќе од 40 минути. Годината ја испраќаме со луѓето кои треба почесто и подолго да бидат на сцената затоа што заслужуваат место на пиедесталот. Нашите спортски херои, нашите амбасадори, луѓето со кои Македонија треба да се гордее. Жикица Ивановски, Катерина Шиповиќ и Радмила Јованова го истрчаа 35 километри долгиот ултрамаратон трка на джиновите на италијанските Алпи. Предизвик кој го завршуваат само наиздржливите во светот. Искрени честитки од мене за вашиот подвиг. Благодарам многу, благодарам и на поканата. Добре дојавте во студиото на Телма. И веднаш на почетокот, веројатно, за да не ги збуниме гледачите, ултрамаратон 335 километри и тоа во планинска патека, висинска разлика од 27.000 метри, како за 150 часа да сте го качиле 3 пати Монте Еверест. Така некако му доаѓа? Па да, прилика, да. Од Силјевел, баш од и тоа со трчање, бидејќи сте и временски ограничени. Што ви требаше се во ова, луѓе? Мислам, на вистина, секоја чест за подвигот, кој е мотивот за ова да се впуштите во ова? Себе надминување, мене секогаш ми е тоа мотивот. Буквално самата сакам да видам колку можам и докаде ми се границите. Моите лични граници. И ги тестиравте успешно? Да, до сега да. Значи, за дообјаснување станува збор за прво учество на македонски представници на овој ултрамаратон кој постои од 2010 година и се вика трка на джиновите, а се случува во планинска делница, како што реков, планинска рута на италијанските Алпи, 335 километри долг и временски ограничен за 150 часа. Вашиот мотив, Радмила, кој беше? Па, исто, предпоставам дека на сите тројца ни е генерално тоа мотивот. Знаете како, кога ќе завршите некоја трка која што мислите дека е максимумот на вашиот лимит, секогаш се појавува нешто ново, нели? Претходно трчав, да речеме, 100 мили и мислев дека тоа е максимумот што можам да го истрчам. И кога разговаравме баш за Тор, на почетокот ми беше непредизвикувачки, туку ми беше буквално онака неверојатно дека може тоа да се заврши. И предпоставувам дека главната причина е тоа. Границите не се само факт, туку баш границите се во нашите мисли. Предпоставувам дека секогаш тоа е главниот мотив, да секогаш сакаме нешто повеќе, секогаш сакаме да го надминеме претходното тоа што го имаме направено. И тој мотив е направи првите македонци кои успешно ја завршиле мисијата, ја комплетирале. Жигица, вие сте трчале на Скопскиот маратон и сега кусо само за да сватиме за што станува збор од физиолошки аспект, чисто гледано, која е разликата помеѓу трчање на 42 км маратон и овие 335 км планинска патека? Па маратоните претежно се трчаат по низ град, обично е без големо искачување, додека ваквите ултрамаратонски трки се одвијаат по планински терени обично, конкретно за Тор де Жајанц, планински терени кои што имат, овде конкретно имавме најголема точка за искачување на 3200 метри надморска висина, максимум што се искачивме, и терените претежно се или се доста технички, со некои каменисти делови, со блокови, што е комплетно различно од трчање низ град. Има делови од патеката кои ви треба и помош со јажиња, бидејќи станува збор за стрмни делови? Да, конкретно заради безбедност имаше делови со поставени јажиња од самиот организатор за безбедност на нас како надпреварувачи, што е секако важен фактор во овие, бидејќи се има надпреварувачи кои се доста исцрпени, кои што мора да се внимава и на тоа. На која надморска височина се трча? Од до, например? Од реално од 300, иначе најниската точка на едно место ни беше 330 и нешто метри, највисоката 3300, скоро 3300 беше највисоката точка и по самата трка постојано беше буквално, значи качување до одредена висина 2700, 2800, 3000 метри, па спуштање до 1400, 1500 метри, повторно качување, спуштање. Целата трка фактички беше во тој контекст. И дење и ноќе. Да. И повеќе временски годишни времиња, веројатно, бидејќи, како што велите, 300 метри
надморска височина една клима, на 3000 друга сосема. Да. И како сте облечени, како сте прилагодени за есен и за зима и за лето? Вака чисто само да им биде поблиску на гледачите, значи има должината на самата трка има континуирано долги качувања, долги спустови или во превод да кажеме, тоа е отприлика како да се искачува водно 5 до 6 пати дневно, така отприлика му доаѓа. Отприлика околу 50 километри на ден поминувавме, со висинска разлика околу 5 до 6 пати водна на ден. Отприлика тоа беше дневната километража со висина, што требаше да ја совладаме. Инаку што се однесува до временските услови, како што спомена и Жика или не знам, не може водно е од Скопје на надморска височина 240, ова е 1000. Значи 800 е надморската височина, разликата која се поминува ако се качува водно. Вие сте поминували од 300 до 3000. Не, меѓутоа совладувањето висинско, вкупното совладување, значи ние почнувавме од 300, се качуваме на 2000, пак се спуштаме на 600, пак се качуваме на 3000, се спуштаме на 400, еве да речеме. Разликата, односно збирот од сите тие искачувања е вкупниот збир на висинско искачување што го поминувавме. Затоа велам кумулативно да го качиме водно 5 до 6 пати во текот на денот, од прилика 800 пута 4 или 800 пута 5, тоа е вкупната висинска разлика што ја поминавме. И неколку годишни времиња, нели? И оваа година имавме ние релативно голема среќа заради тоа што на Алпите лани мислам дека температурата се падна до минус 15 или така нешто. Секоја година е во септември трката. Да, секоја година е отприлика истиот датум. Оваа година имавме температура до колку? До минус 5-0, така нешто. И во последните денови се искачи до ниските делови до 30 степени, така да пак имавме разлика од 30 до 35 степени на горните и ниските делови. Така да ни се сменија неколку годишни времиња. Имавме среќа да само на почетокот првите 2 дена имавме така мали врнежи на снег и силен ветер, што малце ни ги отежни, еве да речеме, условите на трката, али генерално беше окей. Добро, и временското ограничување е 150 часа, вие сите и помалку од рокот, вие, Жигица, дури имате и многу одличен резултат. Па и вие, и Катерина, и Радмила, како во женскиот дел, во женска категорија, не се трча постојано, се прават паузи. Пауза правите кој кога сака и чувствува потреба или има одредени пунктови каде што се застанува? Има голем број на пунктови, мислам дека вкупно беа околу 43, од кои има 6 главни бази, каде што може да добие исто покрај храната, може да добиете масажа, да се истуширате, да спиете. И тие обично беа на растојание од 50 км, така да што тоа го имавме и на тренинг, обично го правевме 50 км на ден, одмаравме, после пак. Во меѓувреме во ранецот само вода, така? Во ранецот немаше задолжителна опрема која што мора да ја носиш постојано во ранецот. Имавме торба од организаторот која што беше дистрибуирана на сите од тие 6 главни бази. За колку време трчате 50 км? Па таму околу 11-12 часа, а после веќе како што... Веројатно е нормално во текот на 12 часа да ви се пие вода. Морате да имате вода во ранецот. Што друго освен вода до тие пунктови каде што може да направите подолга пауза, носите со себе и застанувате ли да земете нешто како храна, како суплемент или... Претежно... Имате ли потреба од тоалет? 12 часа е? Да, сигурно. Каде се застанува патен? Можеш и на самиот факт да застанеш, можеш и во база. Во природа. А трчаат луѓе околу вас? Па тоа се, ќе си најдеш место, нема. А така е, значи планините се големи. Да, имаше буквално места, трчаш и гледаш само тоалетни харти покрај патот. Имаше некои делови. Добро, застанувате да јадете? Да, на пунктовите можеш да си земеш храна, да си ставиш во ранеци, по пат исто да јадеш, исто си имавме и ние собствена храна. Обично задолжително беше и да носиме околу 700 до 800 калории плюс во ранец, тоа ни беше задолжително. Литро и пол вода. Значи, тоа што го правевме на тренинг, го направивме и таму. Колку време спиевте во овие 150 часа? И јас имам некоја математика дека околу 8,5 часа. Скупно? Сум спиел, можеби сум нели, во некој полусон, Но не одеднаш тие 8 часа, или? Да, не, расцепкани некаде.
Вие, Катерини Радмила, колку? Јас исто од прилика толку, дури по мојата математика помалку малце излегуваше. Исто така испрекинато? Зборувам за сонот што го имам пресметано сон, значи некаде по 10, 15, 20 минути, некаде по 1 час 50 минути, се вкупно кога би собрала некаде околу 6,5 часа ми се собира сон. Ноќно време спиевте или? Не. Значи во зависност од заморот кој што го чувствуваме, ноќно време, дневно, ние првичен план имавме на главните бази да одмориме, затоа што таму беше пообезбедено, меѓутоа па таму сите сакаат да одморат, сите доаѓаат спремни да легнат, се прави голема гужва, има реално голема галама од сите тркачи. И во природа испиевте? Така да. Како во природа реално поголема потреба имавте кога ќе почнеме со некакво искачување, фала Богу и помирно беше потивко, така да. А како сте сигурни дека некој ќе ве разбуди, дека нема смрзнете? Сега ќе ви кажам, значи покрај тие 6 големи базни станици имаше многу други контролни точки од кои што повеќето беа тие рефуџис, фактички планинарски домови на Алпите. Сите тие планинарски домови беа добро опремени со храна и пиење за сите тркачи, меѓу другото повеќето од нив има и кревети, собички кревети за обезбедени за тркачите. На такви места спиев? Сега, да, значи јас имав 2 пати спиев во таков дом. Сите волонтери што беа на трката знаеа дека треба да ги разбудат тркачите. Дури некој не прашува за колку време сакаме да не разбудат, доаѓаа, запишуваа точно колку часот треба да дојдат, значи, да не разбудат, да станеме. Да, значи буквално на сите им е јасно дека тркачот од премор може да се успие, не да може да не ја заврши трката. Така не е, значи како што на прва велите во природа одите и покрај некое дрво се морате. Јас искрено да ви кажам, мене најубавите одмори, дремки ми биле така. Во природа на камен. И местите аларм? Не местам, не ми е потребно. Знам дека за 5 до 10 минути станувам и продолжувам. Тоа е кратка дремка. Најефикасна, реално на вакви трки најефикасна. Добро, и на вакви трки што е тогаш штом падне ноќта, веројатно е малку потешко, не малку, веројатно многу потешко и што е најголем предизвик, најголема тешкотија што е? Кондиција, недостиг од сон, терен, временски услови? Па целата комбинација на тие елементи. Еве лично вам што ви беше најпроблематично? На секој поотделно. Мене најпроблематични беа спустовите, спуштањата. Значи имаше доста долги спуштања, 10 км, некаде со 1500 метра требаше да спушти. Значи гледаш од планина некаде во некој градче доле, треба да го спуштиш и тоа беше голем товар за нозите, за мускулите, за тие за зглобови, имав проблеми некаде. За среќа има таму и масажери, се случуваше да ви откаже некој дел од тело, колено, нога, грчва, мускул, нешто? Не наполно, ама имаше, знаеш, осеќаш болка и, знаеш, калкулираш цело време да не прогресира во нешто уште полошо, па да. Како изгледа воспалението на мускули по завршувањето трката? Можете да одите после тие 5 дена таму? Ја немав воспаление, ама имав проблеми со зглобови, со Во таа смисла? Да, имав. Можевме, да. Не може да нема еден тркач проблеми на волку долга трка и на трка од ваков тип, значи на планинска со волку искачување на ваков терен. Така да неминовно е секој да има некакви проблеми. За секој различно, нели? Радмила на пример имаше сериозни проблеми со коленот, со квадрицепсите, да. Јас имав во четвртиот ден, мислам дека од технички спустови ми се направи некоја повреда на десниот зглоб која што реално уште ја чувствувам, значи уште чувствувам некаква болка. И како со таква повреда продолжувате понатаму? Значи продолжуваме, имаше како што кажа Жикица, имаше физиотерапевти кои што ни помага, реално не дава некоја специфична професионална масажа, меѓутоа знаеа превентивно нели да не ги залепат, да не ги заштитат, да не ги, што би рекле, бандажираат мускулите за да можеме побезбедно да ја завршиме трката. Но ќе се трча со лампи на... Да. Задолжителна опрема ни беа ламбите. Значи моравме да носиме една челна ламба плюс уште една задолжителна како резерва плюс батерии, така да И не трчавте заедно, секој си трча индивидуално со оглед на тоа што и различно време постигнавте, така? Но има околу вас постојано некој тркач, бидејќи учествуваат околу 1000, не е некој масовен број. 1100 мислам дека стартува оваа година. На почетокот стартуваме сите, бевме поделени во 2 брана. Јас бев во вториот бран, Катерина и Жикица беа во првиот бран, 2 часа беше растојанието, така да ние не се видовме во текот на трката буквално. И на почетокот првите 2 дена трчавме, ајде да кажеме, во некои поголеми или помали групи заедно сите.
После тоа се разречивме, така да имаше ситуации, бидејќи јас најдолго трчав 6 ноќи и 5 дена трчав, имаше ситуации кога буквално Нема часови трчав сама, да, немаше никој околу мене. Буквално и да ви кажам искрено, понекогаш ми беше добро тоа, заради тоа што после третата вечер навистина се соочувате со една голема ментална тешка борба. И Кога е најголемата криза? Третиот ден? па вака после втората, третата вечер кога веќе имате голем недостаток на сон, кога ви преостанува уште голем дел од трката, тогаш почнува најголемата ментална борба, всушност. И нели колку е подолг периодот на завршување на трката, претпоставам дека нели уште повеќе затоа што знаете дека имате уште 2 дена, уште 3 дена да ја завршите да трчате. Така да тоа беа најголемите предизвици и меѓутоа за да ги совладаме мене лично, не знам за нив, мене лично некогаш дури како да ви кажам, желба ми беше да немам никој околу мене затоа што сакав некако сама да се изборам да го поминам тоа. Не сакав да има околу мене. Имаше ли моменти кога размислувате да се откажете? Доста е. Да не се прашувате дека можеби здравјето го доведувате во прашање? Па видете, јас лично имав да речем доста сериозни повреди кои ми се случија после третата вечер, така да јас 3 дена трчав, се гушав во болки буквално. Имав краварење во квадрицепсот и баш беше неизвестно дали ќе можам да финиширам, дали ќе можам да завршам од здравствени причини и на 50 километри пред крај, онака буквално знаев дека нема да се откажам, меѓутоа ми беше доведено во прашање финиширањето на трката. Некако се обрасили, тоа е всушност најголем, затоа Тор е, велиме, тешка планинска трка, една од најтешките, бидејќи таму не е само храброста да ја завршите трката и тренинзите што претходно сте ги правеле, туку така да донесете одлуки и да останете смирени во ситуација кога е се хаос околу вас. Кога се соочувате со толков недостиг на сон и кога чувствувате дека здравјето го доведувате во прашање, дека го тестирате границите на сопствената можност и на здравјето и на животот, дали имавте двојба дали треба да се продолжи или можеби да не ризикуваме, сепак имате ваши најблиски кои се грижат за вас? Не. Јас за чудо немав. Не. Јас не сум имала, искрено не сум имала никогаш на ваква трка. Добро, и велите најголем предизвик е после вториот, третиот ден, кога чувството за недостиг на сон почнува да преовладува и како е тоа кога немате спиено доволно, треба да продолжите да трчате? Со што се соочувате? Повторно ќе кажам индивидуално, јас на пример најголем проблем, најголемата криза ја имав во втората вечер. Значи втората вечер кога се уште тука беше присутен адреналинот од самиот старт на трката, кога требало да речем да се одвои време за одмор, за некој краток сон, меѓутоа телото не сакало, не можело да заспие, нели баш поради тој адреналин. Така да веќе втората вечер заморот е многу голем. Мене ми се случија почнам да искачувам голем врв, некаде околу 2 часот по полнок и тогаш ме фати голем умор. И тогаш почнав да гледам некои халуцинации, за кои што свесна бев дека се халуцинации, меѓутоа едноставно не можев да ги контролирам. Посилно беше од мене, буквално, односно заморот беше ноќе се качувате нагоре и имате халуцинации. Нагоре на планина и тоа некаде пред врвот, што значи дека не е време и место да се застане воопшто ни секунда, затоа што имаше и силен ветер, реално беше температурата беше многу ниска. Јас лично гледав кутриња на самиот врв на камења, на 0 степени, на силен ветер, кај што реално не може да има кученца таму. Гледав кутриња и гледав некои си кадифени мечиња. И продолжувате нагоре? Продолжуваме затоа што не сме. Ако решите да се откажете, има некој да ви има некој што ви асистира? На такво место не можете да се откажете, значи на такво место е ризично да воопшто да застанете. Се откажете да, меѓутоа мора да стигнете до наредната контролна точка. Значи ако во тој момент се блокирате, кој е спасот? Хеликоптер треба да пара до вас? Да, значи постои можност, ние си имавме GPS уреди на нас, постои можност, не да може да се случи некоја повреда или било што, да викнете служба да ве спасат со хеликоптер, меѓутоа тоа е во крајен случај. Сепак околу нас, нели повторно ќе кажеме, има и други тркачи, не да може нешто да се случи, сигурно некој ќе излезе во пресред да помогне барем до наредната контролна точка. Добро, и тие халуцинации кои
повремено се појавуваат, сами од себе завршуваат или како? Или мора да легнете да спиете? Не, мора да се одмори, На прво наредно место каде што нели ќе ви се пружи можност мора да одморите. Телото мора да одмори. Тоа се како кратки флешови, буквално. На почетокот не бевме свесни дека се халуцинации и се случува, да речеме, околу, не знам, 15 на 20 секунди, пола минута, кога првите халуцинации, не сте свесни што ви се случува и поминуваат. Брзо поминуваат, меѓутоа во тој момент не сте свесни, да речеме, јас не знам, првата халуцинација ми беше видов човек во инвалидска количка таму во планината и на почетокот се прашував, си поставав прашање зошто сега тука во сред планина го оставиле човекот, зошто бара тука, не сум свесна и после 20 секунди сваќам дека всушност ја халуцинирам и знаев дека треба да стигнам, да соберам сили, да стигнам до следната контролна точка, тоа беше планинарски дом некаде во планината, за да можам да одморам или да седнам на некоја карпа за да одморам. Знаев дека ми треба одмор, меѓутоа во моментот кога ви се случува таа халуцинација, на почетокот, бидејќи ние не бевме искусиле претходно халуцинации, не сте баш толку многу свесни дека халуцинирате. Меѓутоа веќе на следните халуцинации, втората, третата, третиот ден, четвртиот, веќе свесни бевме. На последната халуцинација техно журка ми беше и слушам од некаде музика, техно музика слушам и знам дека халуцинирам, ама не можам да престанам да ја чувствувам музиката, ме разбирате? Меѓутоа после станувате свесни за тоа. Знаете како така, значи кога сте толку уморни, едноставно се што гледате пред себе, си дава некоја, односно во вашите очи, во вашата глава изгледа некако во друга форма, во друг облик. Било некое гранче, дрвце, ливче, може да ви изгледа како човек со раце, како било што. Значи во секој случај 335 километри да се извозат по таков терен е тешко да се истрчат или да се извозат. Тешко е да се извозат. Тешко е да се извозат. Затоа велам, во меѓувреме додека немате халуцинации, кога знаете дека сето тоа реалност, каков диалог водите самите со себе? Бидејќи повторно се трча по 10-12 часа. Што размислувате? Дебатирате сами со себе или едноставно медитирате додека се? Јас имаш некој интимен разговор со себе, нели, мислиш на блиски, на фамилија, нели? И во исто време и мислиш што треба да направиш на следната контролна, како да стигнеш до следната контролна, на следната база што треба да направиш, дали да се истушираш, дали да спиеш, дали да сменеш челна лампа, да земеш дополнителна облека или дел од облеката да ја оставиш таму. Значи цело време мора да бидеш неко фокусиран на некои детали од трката, не можеш чисто онака да тргнеш и само да одиш, мора да планираш доста. Храната е исто така внимателно одбрана за да не ве оптовари, меѓутоа да ви ги даде потребните нутритивни вредности што се неопходни за да се заврши тоа, така? Да, па среќа Тоа го подготвува некој од организаторите? Да, организаторите италијаните се познати така по добрата храна. Се знае на кои места се јаде, значи, така? Да, имаше пунктови и бази кај што можеш да јадеш и тоа имаше одлична храна за мислам за секакви вкусови. Да речеме. Значи, По просек на 10 километри си имаше такви контролни точки, како што ви кажав, и на сите контролни точки имаше супа, ориз, паста, што имаше друго? Компир и палента, компир, кашкавал, значи тие некои работи кои што се основни, да речам, прехранбени производи за таков вид на трка, така да реално беа доволно обезбедени и немаше потреба за среќа ние во нашите ранци да носиме премногу храна, значи доволно ни беа 2 или 3 барчиња да носиме со себе, чисто за секој случај да ги имаме. Се друго се буквално снапуваат на дневните контролни точки. Да, и не е баш како што вие велите, нели, кога сме гладни, бидејќи треба добар менаџмент со храната, да јадеме и кога не сме гладни. Баш тоа е моментот, дека ние не треба да чекаме да изгубиме енергија, затоа што ако изгубите енергија, може да ви се случи крах, буквално, значи да снемате енергија да го качите следни. Значи тоа по протокол јадете по протокол на одредени број часови? Кој го кажува тоа? Вашиот личен лекар, асистент, оној што ве подготвува тренерот? Веќе со искуство, да го знаем. За овие трки некои викаат надпревар во јадење, дека е. Значи, колку повеќе јадеш, можеш повеќе поголема дистанца да покриеш
Исто и за сонот е доста важно. Телото премногу троши, па поготово ако се случи да има и некоја неубаво, односно ладно време со силен ветер, телото многу троши, така да мора да се опасност да се прејадете па да не можете да продолжите? На ваква виде повторно така како што кажа Радмила, мора да се направи добар план, значи знаете кога доаѓа на ред искачување на планина, тогаш е најубаво да се најадете. За искачувањето кога доаѓа спуст, за спустот не ви треба толку храна за да можете убаво повеќе да трчате, или ако е некој порамен дел каде што треба да трчате, нешто полесно и помалку количински ќе каснете за да можете да не се ова пример трки како маратонот на почетокот што зборевме на рамно, дека вие мора да внесувате храна која што е во некоја течна форма. Значи доброто е што трките се поспори, дозволуваат да внесуваме храна во цврста форма. Имаме голем избор на храна и така си го планираме, нели, во зависност од тоа што ќе следно имаме, така и планираме храната. И бидејќи ултрамаратонот не е само физички, туку повеќе ментален, нели, предизвик, и затоа говори фактот што околу 40% од скупниот број учесници стасуваат до целта, значи поголемиот број се откажуваат, повеќе од половината или не стасуваат до крај. Што е она како ментална карактеристика што ги прави оние што завршуваат различни од оние кои се откажуваат? Еве зошто Катерина, Радмила и Жикица успеа, а оние повеќе од 500 или 600 учесници се откажа? Кои се главните карактеристики што ве разликуваат? Ајде ќе речам желбата, не е само желбата, за да може нешто вакво да се постигне, значи многу е важно, нели, и добро да се подготвите за еден ваков предизвик. Значи не може без добри соодветни подготовки за една ваква трка да отидете на ваква трка. Како се тренира за ваква трка? Колку време тренинзите ни беа сега колку време. Јас лично имав подготовки 5 месеци за оваа трка, конкретно само за оваа трка, меѓутоа јас сум постојано во некакви подготовки, така да јас предходно години. Да, и баш ултрамаратони, така да имав, да речам, добра основа кога почнав конкретно со подготовките само за оваа трка. Подготовките за тркава беа главно на планини со услови слични како на тркава. Сега ние такви ни беа можностите, такви тренинзи си правевме на нашите планини, на Шар планина и на Галичица. За секој имаме одлични услови. Да, фала Богу имаме добри услови кои што можеше добро да се импровизираат условите на трката кои што би ги доживеале, така да. Добро, но ова спаѓа во оние физички предиспозиции, добар тренинг. Да. Но сите тренираат таму што се пријавили, што отишли, што биле на стартот, нели? Меѓутоа на финишот се само помалку од половина. Што е разликата тука клучна, велам? И другите трчаат на планини и се трудат. Сите напреварувачи се исти. Сега може да добиеш некоја повреда што ќе мораш да ја прекинеш трката. Мислам дека ментално се сите спремни, но може да паднеш и психички, но има некои повреди кои што не можеш преку нив да поминеш. Добро, спомнавте халуцинации, спомнавте одмор, сон, јадење, паузи, куси. Има ли некој момент што вака ќе го запаметите вечно додека сте живи, нешто што најмногу ви импресионираше? Може би некој пејсаж, успевате да се концентрирате и на такви нешта или нема време за убавина на Алпите кога сте на таков предизвик изложени? Не има, едноставно тие пејсажите те носат, те буткаат напред. Исто така луѓето што се на трката, сите те охрабруваат. Волонтерите беа прекрасни, значи немаше сите секој од нив гледа на некој начин да ти помогне, да ти го олесни тој пат и кога би се снимало филм, кој момент би го издвоиле како еден посебен, најспецифичен, секој од вас индивидуално вака? И јас луѓето што ги запознав, што створив пријателство со нив што трчав, мислам, тоа ми е хајлајт. Мене искрено финишот кога сите тројца завршивме, искрено тоа ми е хајлајт, дека тргнавме сите тројца и финиширавме сите тројца. Мислам дека немаше да биде искрено среќата иста ако некој од нас не финишираше, бидејќи ние тргнавме сите заедно со еден превоз, со истата поддршка што имавме цело време. Голем поздрав до нашата поддршка што беше таму, до Горан, до Боријан и до Дарко, буквално што не следеа на секоја контролна станица. А како патуваат тие од една до друга точка? Тие патуваа со комбе, што бевме заедно, до тие што ги рековме како лајв бази. Имаше 6 такви распоредени долж трката и имаше пристап по пат, така да можеа да стигнат
до таму со Додека вие превоз. трчате, тие со комбе стасува од точка Да, до точка. и- А вие Жикица и Катерина ја чекавте Радмила на Да, финишот, ја бидејќи чекав. тргнавте порано, или 2 часа. И стасавте порано? Да. Да. се Ја чекавте на да. целта, така? Да, заедно сите цела екипа ја чекавме Радмила и тоа беше можеби најубавиот момент да речам. Така, и добро, кое е чувството кога секој од вас индивидуално поминува на линијата финиш? Нема чувство. Нема. Да. Како го, со неколку реченици обидете се да го опишете, 335 километри се зад вас, истрчани во временската во времето што е определено за таа. И Знаете како јас оваа трка буквално прво многу и се радував, многу ја чекав тркава и многу се подготвував за трката. Уште кога се движев кон стартот, значи кога требаше да ја започнеме трката, се разбудија големи емоции во мене. Целата трка ми беше проследена со емоции. Значи буквално од со солзи, радосници, со возбуда огромна, адреналин огромен, буквално целата трка и дење и ноќе. Меѓутоа кога веќе се приближував до целта, па ете да речеме некаде некои си последните 10 километри, веќе не чувствував ништо, искрено. И тоа ми се случува на секоја трка. Значи кога се приближувам кон финишот не чувствувам ништо, едноставно во тој момент да среќата е преголема, дефинитивно, меѓутоа така некако ете завршило се завршило целото патешествие, цела авантура. истрошени сте многу за да имате чувства или што? Јас Може би скоро не знам. Скоро собратно од тебе. Јас на 10-тиот километар тоаш ми се разбудија најголемите емоции, тоаш веќе бев свесна дека ќе финиширам, бидејќи претходно на 50 километри пред крај неизвестно беше уште како ќе финиширам и тоаш на 10 или 11 километри пред крај знаев дека ќе дојдам до финиш и се јавив на мајка ми, се јавив на Боријан, се јавив на уште една другарка и буквално плачев и не знаев дали плачам од среќа или од тага. Во ист момент многу бев среќна што ќе завршам, а во друг момент не сакав тоа да заврши. Значи целото тоа патешествие, сите болки, целата тага, сите радости што си ги проживела сам со себе, едноставно не сакате да заврши сето тоа. И баш беа такви измешани емоции, се јавам и плакам. Не знам дали плачам од среќа или плачам од тага. И наистина стварно беа измешани емоции. Добро, и бидејќи не сте само ултрамаратонци или не знам како се дефинирате самите себе си, како долгогодишни спортисти, тркачи, ете, влюбеници во планинското трчање, меѓутоа вие сте и професионалци, и фамилиарни луѓе, и како тоа вашата околина го доживува, колегите на работа, вашите дома? Како ве доживуваат и како и вие самите себе се опишувате кога ќе се запознаете со нови луѓе, како се представувате, како дипломирани по струка или како тркачи? Со секој различно зависи, нели, со личноста. Во која пригода? Да, и од пригодата зависи. Што велат вашите дома за вашите подвизи? Па сега, да, и тие се горди на овие успеси, но претходно беше малку дилема. Да, тоа е ново, тоа е тешко, треба да пазиш. Мислам, и ние сме свесни за ризиците кои што ги носи ова. Има безрезервна поддршка или малку така со страф ве пуштаат да испраќаат? Секој дека мора да имаш комплетна поддршка за да успееш во овие работи. Добро, и Катерина на почеток рече, сакавте да си ги дефинирате границите, да си ги запознаете собствените граници. Која е Катерина пред септември 2025, а која е Катерина после финишот? Истата Катерина. Истата Меѓутоа со Катерина. други граници, нели? Откривате со различни граници за себе. Да, со други граници, значи видов дека можам да го завршам и овој предизвик. Искрено до пред 2 години оваа трка не ми беше некако воопшто на ум, затоа што секогаш сум мислела токму поради големото искачување, поради планинскиот предел дека не да речам во ранг на моите можности. И беше, навистина беше голем предизвик за мене, така си го доживував. Многу сум среќна и се радувам што успеав да го завршам, меѓутоа сега видов дека можам и нешто друго и нешто повеќе. Па со Господ напред, ете, може и нови планови да се прават. Секако веројатно нема да завршите тука со предизвиците. Имате ли некоја порака за луѓето кои трчаат, генерално рекреативно, или оние кои трчале на полумаратон, на маратон? Може ли секој тркач да биде и планински тркач и да би го охрабриле ли секој да се... Имавте ли проблеми со кондиција, например, таму? Има ли моменти кога треба да забавите заради контрола на пулсот? Не, таму не воопшто не ни мериме пулс. Ретко и да сретнав некој да мери пулс. Да, трката кој што спомнавме е бавна трка, релативно бавна, значи нагоре искачувањата ретко кој пробува да трча некаде,
единствено на рамните делови можеш да трчаш и на спуштањата, кои што сепак па носат друг ризик од повреда, значи долги спуштања и многу на број. Секој што ќе се нафати, значи може да го заврши и овој тори некоја подолга трка се. Да, треба искуство, треба време, трпеливост и тоа. И издржливост и упорност, веројатно клучните компоненти тука, бидејќи така велат, трка на джиновите, трка на издржливите, кои Да. И следен предизвик веројатно нема да завршите тука со оглед на тоа што сите тројца сте долгогодишни спортисти и трчате по планини. Па сега следен предизвик е тешко после ова, бидејќи ова и за мене е врв на ова тркачка кариера што имам. Има трки што се и подолги, што носат уште поголем предизвик, но сепак е рано да... Сега за сега уште ги средуваме импресиите, буквално се одмораме и физички и психички. Стварно ни требаше, барем јас имам некој ефект дури сега што ми доаѓа, да речеме психички, изминативе 2 недели немав желба да трчам, така да предпоставам дека ни треба неколку месеци, 2-3 да си ги средиме тие емоции за да почнеме да размислуваме нешто следно. Добро, еве ве представив како спортски херои и спортски амбасадори и навистина така мислам и ве доживувам. Дали некој од федерациите спортски во Македонија покаже интерес за вас за некаков вид поддршка? Како организацијски стоиме на тој план? Еве, например, велите италијанците се добри организатори, одлични организатори. Како ние, како систем, како Македонија, ги поддржуваме овие спортисти кои така убаво не представуваат во светот? Па ултрамаратонот кај нас нема поддршка од системска некоја поддршка или од некоја федерација. За жал, за среќа имаме вакви успеси, имаме и ултрамаратонски трки кај нас во Македонија кои што нели го дигаат квалитетот на тркачите и исто и квантитетот. И се надевам дека во следен период ќе допре ова до федерација која што е надлежна за нас, да кажам. Добри, за крај би сакал да ја прашам што може од овој ваш подвиг да се научи во секојдневниот живот или да се примени? Која е пораката што не само на спортски, туку на секој план индивидуално ја испраќате до сите наши гледачи кои се со нас, дека предизвиците, колку и да се тешки, треба да се и може да се совладаат или? Да, може да се Како совладаат. со тешките цели? Која е вашата порака? С упорност. Само упорност. Упорност и да не се откажуваат, да речам, од своите желби и цели. Па јас и предходно имам кажано дека за мене тоа беше една многу повеќе духовна компонента, така го доживувам, бидејќи што научив јас искрено е дека мора да поминеш низ болката, низ нешто тешко за да стигнеш до нешто убаво. Значи тоа е несомнено. Тоа ми беше мене и главната порака и она што највеќе така да речеме го искусив и го доживеав, дека стварно навистина мораш да поминеш низ тешки моменти, да ги абсорбираш како дел од тебе, за да на крај можеш да стигнеш до целта. И предпоставам дека не само со трките, така и генерално во животот. Се што мислиме дека ни е тешко, мора да поминеме низ тешкото за да дојдеме до убавата. Радмила, Катерина, Жигица, ви благодарам многу за учеството во денешната празнична емисија. Ви посакувам многу големи успеси и во идната година и натаму во животот и во кариерата. Благодарим и на вас. Ета, трката на джиновите завршува и ова 2025-та, но приказната за овие наши херои продолжува да инспирира. Жигица, Катерина и Радмила ни покажаа што значи волја, издржливост и љубов кон спортот. Македонија има нови амбасадори на спортската храброст и на човечката упорност. Благодариме што бевте со нас, почитувани, и вие останете во добро здравје и имајте убава празнична вечер.